Денеска имам особена чест да ја отворам оваа пресконференција по повод освојувањето на олимписка норма од нашиот спортист Дејан Ѓоргиевски. И посебно ми е драго бидејќи имаме работа со една фантастична група на луѓе и ентузијасти кои што навистина го заслужи ова од првиот момент се до оној момент кога судијата досуди крај. Во своје лично име сакам да изразам огромна благодарност до Федерацијата, до Дарко Преце, кој што мене лично ми овозможи да бидам и да се чувствувам како дел од овој тим, кој што навистина зрачи со ентузијазам и тој ентузијазам сите ние го почувствувавме и мислам дека тоа и се преточи на крај во еден фантастичен резултат. Фала ти, Дарко. Привилегија беше да се биде таму, на лицу места, привилегија да се знаат овие момци кои што навистина од се срце се борат, ја сакаат својата држава и навистина даваат се од себе да се представат не само себе си, туку и сите нас во најдобро светло и тоа го направија. Ке кажам дека ми е драго што ние како Олимписки комитет препознавме во нив квалитет и од првиот момент максимално тимски функционираме и никој од нас не се штеди да ги овозможиме сите најдобри услови кои што се потребни за еден ваков врвен резултат. Можам да кажам дека тоа ќе продолжи во иднина, дека максимално логистички експедицијата ќе биде подкрепена од опрема, која што имате можност и денеска да ја видите, со нашиот ценет спонзор 4F, до транспорт, до сите останати услови кои што се битни за да се направи врвен спортски резултат, подготовки и се останато ќе имаат во нас максимален логистички партнер кој што ќе најде решение за сите ситуации. Сакам да кажам дека Дејан е нашиот ајсбрекер, ледоломец, кој што практички го крчи патот за сите оние кои што кидат после него. Навистина тој до сега замрзнат олимписки океан кој што го имавме, мислам дека имаме вистински ајсбрекер во него, кој што ќе отвори пат за многу идни звезди кои што ќе следат. Ќе се потсетам и на моментите пред 10 години кога оптимистички најавував дека македонската кошаркарска репрезентација тогаш е спремна за медал, малце луѓе верува, мислам дека сега повторно истата изјава ќе ја дадам и мислам дека овој пат таа желба ќе ни се оствари на сите, дека Божицата Талија ќе биде од наша страна и ако минатиот пат за едно влакно ни избега медалот, овој пат мислам дека ќе го заслужиме да го добиеме. Најпрвен би сакал да во моето излагање да искажам голема благодарност до Македонскиот олимписки комитет. Секако да не го заборавам претходниот председател, ценетиот професор господин Васил Топурковски, кој што несебично уште од самиот прв контакт со него се вгради и на секој начин ни помагаше и дел од нашиот денешен успех секако е заслужен лично тој. Благодарам, професоре. Исто така, да откриам сега една интересна ситуација што ни се случи на самите квалификации, на самиот квалификационен турнир, беше присутен комплет раководството на Македонскиот олимписки комитет, скоро комплет. Беше присутен председателот, господинот Даниел Димевски, беше спортскиот директор Владимир Богоевски, легенда спортска, и господинот Мирко. Значи, квалитетна екипа, беа со нас цело време, од рунда до рунда не бодреа, не поддржуваа. Тоа е вистинска реткост во денешни услови и ние како македонско теквондо сме им благодарни за самата поддршка. Благодарам. Така. Инаку тоа што го направивме сега не е паднато од небо, од никаде. Секако вака пред камера би сакал да кажам како човек најголема благодарност за овој момент, јас лично, а и мојот тим оддава на фала му на Господ. Тоа е
тоа е наш водител. Се случи да добиеме норма која што беше очекувана и текако. Дејан Ѓоргиевски е спортист кој што во последниве 3-4 години и текако ниже успеси што се на висока класа и е еден од спортистите во македонскиот спорт во нашата Македонија убава, кој што нонстоп и без престан не радува. 2017 стана европски шампион во теквондо, сениорски. 2018 на митирански игри зема сребро. 2019 зема сребро на клубско европско првенство и 2020, тоа е сега во декември во Босна, уште еден медал земавме на европско првенство сребрен. Победата не избега во последните секунди, но тоа е спорт и бевме радосни за таа ситуација што така исклучи на крај. И да не ги заборам двете медали од европско првенство U21, две бронзи имаме. Значи тоа е една низа во 4 години со страшно добри резултати. Така да, тоа што го направивме сега беше очекувано за нас, за нашиот тим. Исто така ги запознавме и председателот и останатите од Македонски олимписки комитет и нема да биде нескромно ако кажам дека ние сите силно верувавме во тоа што го направивме. Иако не чекаше во борба за пат на кај Токио актуелниот олимписки шампион Радик Исаев, актуелен олимписки шампион, светски шампион своевремено и европски шампион. И во борба за финале, во борба за виза, за норма, успеавме да го добиеме и тоа првата рунда беше изедначена. Втората рунда не поведе благо. Мислам дека првата рунда на крај не поведе благо, Деки остана присебен и така мудро и стабилно направи завршница, што е дошта невообичаено за еден спортист што е на негови години. Тоа што го направи таму беше за секоја пофалба, не остана равнодушен никој од теквондо светот што беа присутни таму, од сите најдобри тренери, од сите најдобри спортисти, сите се одважија и дојдоа да честитаат за победата на актуелниот, внимавајте, македонец победува актуелен олимписки шампион. Голема работа. Јас ќе бидам сосема кус, само ќе ви кажам дека специјалната допинг контрола не испушти, бидејќи овој успех на Македонија да победи актуелен олимписки шампион, останавме уште 3 сати во хотелот затоа што антидопинг комисијата специјално дојде за Дејан во хотелот и направи еден тест, иако секако ќе помине како што треба. Она што е многу важно и сакам да го истакнам на оваа пресконференција, знам дека премногу ќе звучи, меѓутоа ќе го истакнам. За малку не се вративме со 2 олимписки норми. Се одлучивме Филип денеска не е присутен тука, пошто има скршеница на шаката, сериозна, меѓутоа ќе ја санираме и да одмара. Сабајлево бевме на лекар, утре ќе има операција. Тој имаше прва борба со актуелниот светски шампион Симоне Алесио од Италија. Го водевме скоро до самиот крај, некаде 9-8 беше резултатот при самиот крај. Филип ја скрши шаката по еден незгоден удар. Тоа се беше скршеница, одма ние приметивме заради тоа што тоа момче не се повлекува никогаш. Ние видовме дека малце затаи и резултатот заврши 10-9 за италијанецот. Италијанецот имаше уште 2 борби до крај, ги победи фуриозно со над 20 разлика, со апсолутна доминација и зема олимписка норма. Така да, доколку оваа борба поминевме и немаше повреда, се надевавме, бевме убедени дека ќе се вратевме тука со 2 олимписки норми. За жал тоа не е така, меѓутоа чисто сакам само да го споделам ова со јавноста. Околу борбата и околу моментот таму би сакал да земе збор Деки. Јас само како дел од делегацијата на Македонската теквондо федерација сакам да ви истакнам еден многу битен момент. Оваа норма е очекувана, меѓутоа она што е клучно е тоа дека на овие олимписки игри во Токио ние не идеме да учествуваме, не идеме по злато. Чисто вака да биде во јавноста презентирано тоа. Ви благодарам на сите. Добар ден на сите.
Само се заблагодарам на целата македонска јавност за огромната поддршка на Македонскиот олимписки комитет и особено на вас новинарите. Јас уште во 2018 година, кога освоив златен медал, кога станав европски сениорски шампион, ветив дека ќе обезбедам олимписка норма и ветувањето го исполнив. Извинете малку. Јас живеев за најголемото спортско надпреварување, Олимписките игри, и сонот ми се оствари. Но сонот не е само да учествувам на Олимписките игри, туку и да донесам од таму златен медал од Олимписките игри во Токио. И тука немам дилема. Само се благодарам на моите тренери, Борче и Дарко Костовски, кои јас сум сигурен да не беа тие, ова немаше да се случи. Се заблагодарам на мојот клуб, Теквондо клубот Бутел, моите клубски другари. Секако на моето семејство, но најмногу на Бог. Славата е негова. Да победите актуелен олимписки шампион и да се квалификувате на олимписки игри, да обезбедите олимписка норма, е чувство кое не може да се опише, тоа може само да се доживее. Во првата борба се борев со противникот Динко Шегедин, тој инаку е Хрват, но настапа за Босна и Херцеговина, многу јак и тврд борец. Го победив него и во борбата која одлучуваше за олимписката норма, се борев со Радик Исаев од Азербејџан, кој е актуелен олимписки шампион, светски шампион, европски шампион, и тоа само по себе ми даде многу поголем мотив да го победам и да даде многу поголемо значење на мојот успех. Овие неколку дена сакам да ги посветам на вас медиумите, за македонската јавност да дознае за овој голем историски момент. После тоа да одморам неколку дена, моите тренери веќе почнаа да го прават планот за настапот на Олимписките игри. Со Господ напред, за некој ден се исклучуваме од реалноста и одиме на моментот Македонија има олимписки златен медал. Ви благодарам уште еднаш.